Купиште урнатини, лични предмети и уништен мебел се остатоци од она што пред неколку недели било дом на две палестински семејства во сточарска заедница. Еден ден, еврејските доселеници кои живеат во близина пристигнале со пиштоли, камиони и булдожер според оние што живеат овде. За неколку минути, велат, снемало се. Првиот напад беше кон овие куки. Доселениците дојде облечени во војничка облека, почнаа да напаѓаат и уништуваат се. Такво нешто никогаш не видовме од војниците. Претходно добивме предупредувачко писмо, но овој пат доселениците само влегоа во војничка облека, уништија се. Тој вели дека неговото семејство со векови живеело во оваа земја во Хеврон, пасејќи овци и крави и одгледувајќи маслинки. Населбите, вели, се поблиску и поблиску. И со војната меѓу Израел и Хамас, тој вели дека работите сега се чини, оти се надвор од контрола со закани и насилство. Се чувствувам понижено, навредено да ме третира толку лошо. Не од евреите, бидејќи евреите живееле со нив, тие се добри луѓе. Но од овие ционисти кои доаѓаат од секаде во светот, кои не познаваат религија или етика. Според Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања, најмалку 15 села биле уништени од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври, а повеќе од 1000 луѓе биле раселени. Канцеларијата за односи со јавност на израелската влада и израелските одбранбени сили одбија да коментираат за зголемениот број напади на еврејските доселеници против палестинските земјоделци. Во последните недели, израелската влада започна со дистрибуција на илјадници пушки и пиштоли за цивилите кои живеат во пограничните области и во населбите на западниот брег. Одиме од место до место, го даваме оружје. Спасува животи. Секоја пушка, секој пиштол што го ослободуваме со издавање дозволи може да спаси семејство. Секоја пушка може да спаси стамбена зграда. На граѓаните на Израел им велам: одете, вооружете се. Во ова бедуинско село кое дели ограда со еврејска населба, работите од ден на ден се влошуваат, велат жителите. Тие велат дека доселениците им се заканувале дека ќе ја напуштат областа и дека живеат под еден вид опсада. Поминаа 2 недели откако дојдоа. Паравојската на доселениците влезе, всушност ја нападна заедницата на многу ужасен начин. Тие ги приведоа сите млади, 1/10 од заедницата, и не испрашуваа многу насилно нешто што го гледаме само од терористите. Луѓето овде велат дека пред војната ќе повикале израелска полиција да ги реши сите проблеми што ги имале со доселениците, но сега велат никој веќе не доаѓа да им помогне.